Дали прилепските археолози ја открија јавната градска бања на изгубениот антички град Пелагонија, кај местноста Долиште помеѓу селата Волково и Прилепец. Со годинешните истражувања откриена е римска бања која според големината или припаѓала на некој премногу богат граѓанин или е дел од комплексот на градската бања, што според археолозите е повеќе веројатно. Овој град екзистирал некаде од 5 или 6 век пред нашата ера, па се до 4 или 5 век од нашата ера. Односно, градот постоел околу 1 милениум, а бањата е некаде од 3 или 4 век. Се надеваме дека со следни години годинава не успеавме, не пронајдовме некоја плочка мермерна, пошто во тие бањи, ако е јавна, значи бајна, би требало да има и плочка отприлике на кој град била таа јавна бајна и се надеваме дека ќе најдеме таа плочка мермерна, кај што ќе биде надписот каде што ќе стои името на градот. Јас се надевам, сонувам да тоа биде градот Пелагонија, затоа што Пелагонија е градот кој што постоел во античко време, се уште не е убициран, не се знае каде се наоѓа. Овој локалитет бил познат уште од 50-тите години кога било пронајдено вредно депо на сребрени монети на македонски и пајонски кралеви. За прв пат заводот и музеј Прилеп туку има истражувано во 2016-та, кога се откриени одредени погребувања, и во 2017-та, кога е откриена градба која што имала стопански карактер. Мојот сон е да ја најдам Пелагонија, дали тука, мислам заедно со моите колеги археолози од Прилепскиот музеј, меѓутоа соработуваме нели со филозофски факултет, професорите колеги, нашиот сон е заеднички да ја најдеме Пелагонија, каде е, значи можеби е овдека на локалитетот Долиште, меѓутоа можеби е на локалитетот Старо Бонче, каде што е таа монументалната гробница, така да ќе покаже нината истражувањата под земја, никој не знаеме што може да очекуваме под земја. Инаку ова е втора римска бања која што се открива во Прилеп. Првата била откриена кај местноста Пештерица, која што сега за жал е потопена во водите на Вештачкото езеро.